Колега вака, овие да се јавам на реплика, за да се јавам на реплика. Не би сакал да коментирам начинот на кој што вие дискутирате, ама примитивна дискусија не доликува, посебно не од пратеник и понајше втор човек во влада на држава. Тоа е прво. Второ, како човек кој што бевте задолжен за координација на економските ресори, јас очекував дека вие буџетот цел го читате, го зимате и цел. Упростените варијанти се за луѓе кои што се пратеници, но не се по вокација и специјалност економисти. Кога вие не сте го отвориле цел буџет, тоа е подсвесно, а бесплатен ручек не е подсвесно. Нема бесплатен ручек во меѓународна политика. Нема бесплатен ручек во меѓународна економија. И жално е да излезете да кажете каде ви е железницата? Не ли се учиме цел ден денеска? Каде ние? Ние сме држава, ние сме граѓани. Значи, добро да за Македонија е добро да секој ден од нас. А железница ќе има. Еден убав сончев ден, од оваа говорница, ќе ве повикам за заедно да се извозиме во истата. И нема да барам да се извините, господине Битики. Ама примитивни дискусии, изборување за странски инвестиции, во кој што самка ви беше ставен за странски инвестиции, многу кажува за тоа на кој држи, која сериозно била таа влада. Затоа ви кажав минимум 30 работи. Минимум 30 работи со кои што треба да бидете горди на оно што се случува во буџетот. Бидејќи зајадливоста и она кое што е, како да кажам, може и тежок збор, ќе остава во наводници злоба кон успесните политики некој друг што ги прави, бидејќи вие само таму не сте, не е добра карактеристика, народот го препознава. Затоа ја дава таа поддршка која што ја имате од 2021 година наваму. Не знаеш кој од кој изборен резултат е поголем дебакал. Така и ќе остане. Благодарам.